Добро дојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум оделенски наставник Билјана. Денеска ќе учиме за големите и малите печатни букви З, Ж и Ш. Целите на денешниот час е ученикот да се способува правилно да го изговара гласот З, гласот Ж и Ш. Да се способи да ја пишува големата и мала печатна буква З, големата и мала печатна буква Ж и големата и мала печатна буква Ш. Да се способува да чита зборови и текст. Може да започнеме со потребен материјал, кој ни е потребен за денеска. Учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување, училишен прибор. Училишниот прибор е составен од молив и гумичка. Ќе започнеме со игра на буквата. Може ли да почнеме? Спремни ли сте? Одиме на буквата З. Да му дадеме прво име на детенцето. Како би го нарекле? З, Зоран, Здравко, Зоки. Потоа имаме тука едно убаво брзо зајче, односно зајак. З на почетокот на зборот. Потоа имаме зебра. З на почетокот на зборот. Зелка, зап. Тука може да забележиме дека буквата З или гласот З се наоѓа на почетокот на зборот и е означен со црвена боичка. Голема и мала печатна буква З. Да погледнеме Зоки што ни напиша. Но пред се да повториме. Пишуваме од лево кон десно. Не притискаме со моливчето додека пишуваме. Моливчето слободно го држиме со прстите. Не излегуваме од линиите во редот. Внимаваме на растојанието помеѓу елементите. Со кои елементи се пишуваат буквите? Буквата З се пишува со два полукруга надесно. Знаеме дека правилото на пишување на буквата е од озгора па надолу. Како се пишува буквата од тетрадка за почетно пишување? Можеме да погледнеме. Ученици, отворете ги вашите тетрадки за почетно пишување. И од вас барам да напишете по два реда од големата и мала печатна буква З. Почнуваме. Еден полукруг горе, втор полукруг. Еве малата буква З. Таа се пишува испод испрекинатата линија. Не излегуваме надвор, над и под линиите. Внимаваме, пишуваме и не притискаме при пишување. Почнуваме повторно со друга игра. Што гледаме на сликата, ученици? Гледаме желка. Меѓутоа сега ја имаме друга буква. Сега ни дојде едно девојче. Треба првен да му дадеме име на девојчето. Но гледаме дека на овие сликички првата почетната буква е буквата Ж. Името на девојчето можеме да му го дадеме да му биде Жаклина, Жаки, Жаклина. Желка, жаба, жирафа. Можеме да забележиме дека буквата Ж, односно гласот Ж, се наоѓа на почетокот на зборот и обележен е со црвена боичка. Како се пишува буквата од тетрадка за почетно пишување? Многу лесно. Буквата Ж, иако изгледа тешко, може да погледнеме. Буквата Ж се пишува со две прави исправени линии и права легната. Првин ја пишуваме правата исправена линија.
Потоа, коса линија надолу, малку под испрекинатата линија и коса линија надесно. Битно е дека пишуваме од озгора па надолу. И ова ни доаѓа како буквата К. А сега ќе се обидеме буквата Ж да ја допишеме. Доаѓа како наопаку буквата К. Погледнете, ученици. Коса линија од лево кон десно, од десно кон лево, од озгора па надолу. Внимаваме, секогаш буквите се пишуваат од озгора па надолу. Буквата Ж ни изгледа како буквата К, која ќе додадеме и наопаку буквата К. Буквата Ж мала е иста како Ж голема, само се пишува под линијата. Внимаваме и не излегуваме никако над и под линијата. Имаме нова игра. Да видиме дали ќе ни излезе момче или девојче, ни дојде девојче. Девојчето во раце носи маче. Ова девојче ќе му дадеме име, меѓутоа треба да видиме фотографиите на која буква ќе започнува името на девојчето. На фотографиите гледаме штрк, шапка, шноли, шешир може да се каже. Името на девојчето може да му биде Шила. Одлично. Штрк, шешир, шноли. Можете да забележите дека буквата Ш е обоена со црвена боичка. Таа на повеќето фотографии се наоѓа на почетокот на зборот. Кај што е шеширот, буквата Ш ја сретнуваме на почетокот на зборот и на средина на зборот. Внимавајте, дечиња, ова е почеток на зборот. Кај што е буквата Р е крајот на зборот. Сите букви измеѓу велиме дека се наоѓаат на средината на зборот. Како се пишува буквата во тетрадката за почетно пишување? Буквата Ш се пишува со прави исправени линии и права легната. 3 прави исправени линии и една легната линија. 1, 2, 3. Значи, први се пишуваат правите исправени линии и потоа се поврзуваат првата и последната линија со една легната линија долу на самата линија. Од озгора па надолу пишуваме, внимаваме, не излегуваме надвор од ред. Малата буква Ш се пишува од испрекинатата линија до долу. Исто така со 3 прави исправени линии и една легната линија. Внимаваме, не притискаме со моливчето и не излегуваме од ред. Активност да читаме. Може да почнеме. Зебра, жар, живот, шампон, шајка, зрак, зајак, зима, шешир, штипки, жарко. Шумарот Зоран во шумата собира шишарки. Штркот и жабата живеат покрај барата. Вас би ве замолила по 2 реда од новите изучени букви да напишете во училишната тетрадка, да ги прочитате и да ги препишете наведениве зборови и 2 реченици за време на часот. Домашна задача да се напише по 2 реда од новите букви З, Ж, Ш и Ж, да се напишат 5 зборови и 5 реченици со новите букви, да се вежба читање. До видување, ученици, до следниот час.